Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 26-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана емисија на оваа радиостаница наменета за промовирање и пред се анализирање на квалитетните ТВ серии кои што се актуелни и сметам дека го заслужуваат вашето внимание. А денес ќе ставиме акцент на случувањата од криминалистичкото подземје во Канзас во 50-тите години на минатиот век, кај што под привидот на примирието закрвените италијанска и афроамериканска фамилија се обидуваат да се програбаат за поголема територијална и пред се економска превласт во градчето. Покрај ова спротивставена борба, сведоци сме на екзистирањето на неколку периферни ликови кои оперираат со своја лична агенда, но не се помалку крволочни од мафијашите кои се борат за добивање на самата превласт. Колизијата е неизбежна и овој судир на интереси е плодна почва пред се за создавање и на комични и на трагични ситуации. Така што денес ќе ви говорам за четвртата сезона на одличната ТВ серија Фарго, која што имав можност да ја погледнам пред неколку недели и да ви посочам зошто треба и вие да го сторите истото. Во рамките на оваа емисија ќе слушаме музика која што ја има компонирано композиторот Джеф Русо, односно тоа е човекот кој што кој го работи комплетниот скор на оваа серија, така што на почетокот ја слушнавте и главната тема, која што ќе ја слушнете во неколку итерации, која Джеф ја има направено за потребите на оваа серија и ја слушавме Етерида, односно композиција која што е посветена на еден од ликовите. Меѓутоа, во текот на емисијата, односно во продолжение, ќе ја слушнеме и традиционално една композиција слушаме од Rage Against the Machine, овој пат ќе ја слушнеме Sleep Now in the Fire, таа дојде на ред. Rage Against ги слушаме затоа што сте безобразни и тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други. Така што додека не ви дојде памет, ги слушаме Rage Against the Machine, овој пат The Battle of Los Angeles го преслушуваме со цел да ја преслушаме и севкупната дискографија на овој култен бенд со надеж дека по преслушувањето на сите албуми и композиции кои ги имаат направено ќе заврши пандемијата и ќе може да си го продолжиме животот како што ни беше грубо паузиран во сите домени на нашето постоење. Меѓутоа, доколку сакате да дознаете што се случувало во Канзас во 50-тите години во поглед на мафијашката борба за превласт на градот, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 26-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата Фарго, која представува американска антолошка ТВ серија, која е продуцирана од страна на Ноа Холи за телевизијата FX. Серијата брои 4 сезони. За првите ви говорев во мојата емисија Дансе Макабре. Меѓутоа, во ова издание на ТВ 103 ќе се сконцентрираме конкретно на последната сезона, која што е најактуелна. Ноа Холи е човекот кој ја режираше серијата Legion, уште еден успех за овој мајстрон на малиот екран, а започна да работи во индустријата како сценариста на Bones, а денес го сними своето и режисерско деби Lucy in the Sky, и во најава е дека ќе го работи пилотот за ТВ серијата Alien, која што ќе биде емитувано на FX, како и најава за некој од продолженијата на Star Trek. Така што има замешано прсти во жанровските концепти, најчесто работи на адаптација и на афирмација на научна фантастика и од друга страна
е заинтересиран и за криминалистиката, така што овие два жанрови му се силната страна. Четвртата сезона на Фарго брои 11 епизоди со просечно време трајање од 50 на минути, некои се едночасовни, а некои 40 минутни, така што ќе го земеме предвид просекот од 50 на минути по епизода, што значи дека речиси 10 часа ќе ви одземе гледањето на сезоната. Ова не е време кое го имав на располагање да ја изгледам во еден здив, иако не ја гледав кога излегуваше, затоа што пред се знаев дека ќе бидат многу епизоди опрашања и ќе го заборавам течението и ритамот воопшто на гледањето, па сакав да ги имам на куп, па кога ќе најдам простор за гледање, односно за време на јануарските празници и одмори, го одвоив тоа време кое беше потребно за гледање на Фарго, со надеж дека ќе заврне надвор снег, како што треба, нели, за еден сетинг да добие Фарго, но не се случи тоа. Имав можност да уживам во дожд, така што тоа е некаква си своевидна компензација, таква е годината. Ја поделив на неколку дневни дози во процесот на гледањето по 3-4 часа, што за мене беа сосема доволно да се заситам пред се со действието и квалитетите кои што и содржаше серијата и барем јас го имав тој пристап на гледањето на ова 10 часовна епска пресметка на мафиите во Канзас. Премиерата ја имаше на 27 септември минатата година и се емитуваше до 29 ноември. Односно 2 месеци беше емитувањето на серијата, со тоа што првите 2 епизоди на Ноа се емитуваа одеднаш. Иницијалната премиера ја гледа 1.200.000 гледачи, а кога се задоволи љубопитството, бројката драстично падна на 700.000, за до финалето да се стабилизира некаде на 850.000 гледачи. Ви ги напоменувам овие цифри чисто колку да се забележи една линија на задржување на интересот на гледачите со случувањата кои што ги содржи самата серија, што па говори и на конзистентноста и на работењето на одржување на континуитетот од епизода во епизода, што е многу интересен феномен со оглед на тоа што цифрите не лажат барем во процесот на гледање, без разлика на тоа која е нивната големина и релевантна е, важен е начинот на процесирање на недела за недела емитувањето и би тоа од секогаш мене ме интересирало за во контекст на издржливост, односно на конзистентноста на една серија, а додека сме кај случувањата кои што се одвиваат во неа, земете предвид дека се позиционирани во дидаскалиите во ноември во 1950 година во Канзас Сити во Мисури, кај што поседуваат кај што пред се заседуваат опонентни криминални синдикати. Едниот е предводен од страна на италијанската мафија, а другиот од афроамериканската, предводен од страна на Крис Рок, кој глуми Лој Кенон. Во предложката на серијата, нараторката елаборира дека уште во 20-тите години, кога на владеачката еврејска мафија се доселува ирската, да биде незин опонент за престолот, се создава еден пакт во кој што се разменуваат децата на мафијашите да живеат во домот на спротивставената фамилија, за да се зачува мирот во подрачјето, но кога се мафијашки кружоци во прашање, примирието не трае баш толку долго и ирците земаат превласт, која подоцна па ќе ја одземат италијанците и доаѓаме до ситуацијата во која тие се соочени со афроамериканците за држење на економската сила во своите раце. И тука доаѓа веќе колизијата на која што имаме во четвртата сезона на Фарго. Како што можете да заклучите, сите овие групации се третирани како граѓани од втора класа, затоа што не се третирани баш како супериорните белци во градот, не им е понудена соодветната медицинска помош, например во приватните болници, и вечно ќе го имаат статусот на доселеници, а иронично е тоа што го има тој статус во земјата која е создадена од имигранти. Расна, национална и етничка нетолеранција е воочлива, доминантна карактеристика во оваа сезона, преекспонирана. Меѓутоа, секогаш има скоро во секој диалог и визуелно дури е истакната. Помеѓу ранкот на доселениците па започнува таа
алчна и опортунистичка борба за превласт на локацијата, дограбување на домоќата која очајно сакаат да ја поседуваат, нели, за да бидат некои нешто во американското општество, и помеѓу ова закрвено ривалство се појавува од нигде никаде и ликот на Джеси Бакли кој што го глуми, која е медицинска сестра. Со милозвучен надимак Ангел на смртта, која има убиено повеќе луѓе од двете мафии заедно, меѓутоа на милосрден начин се разбира. За да се прошири ова богата слика на водечки ликови, се инволвира и семејството кое раководи со погребалниот дом, кај што кога тогаш сите ликови мора да поминат, живи или мртви, и мртвите дури со своите представленија од загробниот живот знаат да демнат оваа фамилија кога ќе си се додека не си најдат други жртви кои што ќе може да ги прогонуваат. Сега Крис Рок уште во 2018 година си најави дека ќе глуми во серијата, која започна да се снима во октомври 2019 во Чикаго. Меѓутоа најде на серијата на запирање на продукцијата поради COVID-19 и нејзиното продолжување во август и почетокот на септември минатата година беше најавено, што значеше дека треба па и да се помести закажаниот датум за емитување од пролетниот во есенскиот сезонски блок, така што настанува голем број на промени за комплетирање на оваа серија и добро е што воопшто ја добивме. А интересно е тоа што ова е најверојатно загревање на Крис Рок за да навлезе подлабоко во хорор жанрот со оглед на тоа што ќе биде предводник на Spiral from the Book of Saw, односно новото продолжение на Пила. Така што е интересно да се забележи овој атипичен актер кој што е традиционално врзан за и типизиран конкретно за комедиите да навлезе во другиот агол на спектрумот на жанровите, меѓутоа интересно е да се забележи и во друга функција. Типизациите и стереотипите се тука само за да се скршат. Welcome to the alternate economy, the land of taking and killing. Радо Пјарло, се извинувам, The Pretend War, The Birthplace of Civilization, Camp Elegance, Layaway, The Nadir, East West, Happy, Storia Americana. Се одличните евокативни наслови на секоја од епизодите кои што ќе ги погледнете. И морам да напоменам дека има структурална поврзаност помеѓу сите сезони, тоа да го расчистиме, иако задржан е нели самостојниот антолошки пристап кој што го поседува серијата, секако дека можете да ја погледнете само ова, исклучиво оваа сезона, без да загубите некоја од круцијалните нишки кои што па се впрегнати со претходните сезони. Меѓутоа, морам да напоменам дека ги има овие нишки, затоа што четвртата сезона е буквално приквел на сите настани по хронолошка основа од другите сезони, со оглед на тоа што синот на ликот на Крис Рок го забележуваме во главните улоги во втората сезона, како возрастна лик, која претходи па на настаните непосредно од првата сезона на Фарго, по која што се одвива филмот хронолошки, значи самиот Фарго на браќата Джоел и Итан Коен, за на крај да ја добиеме третата сезона, која што е историографски најдоцна и иако има поврзаност со ликовите од Минесота, таа има најмалку и паралели со чинодействието на претходните сезони и конкретно со самиот филм. Значи, четвртата сезона е прва, па потоа хронолошки зборуваме, следува втората, па првата сезона, па филмот и на крај завршуваме со трета сезона, барем од овие сезони кои што ги имаме на располагање. Значи тоа е хронотопот врз основа на периодизацијата во која што се одвиваат настаните. И тука има некои ликови кои што се провлекуваат, споредни ликови од една сезона стануваат носители на наредна сезона или па можеби мигрираат едноставно да речеме незабележливо од една во друга сезона. Меѓутоа не е таа нишка кој знае колку значајна за да се добие целосната слика. Секако овие диаграми не се толку пресудни за добивањето на перспективата на гледачот, како што на пример беа нужни за гледачот на германската ТВ серија Dark на пример, затоа што поврзаноста на ликовите со минатото водеат директна корелација со нивните последици од еднината. Така што тука ја
немате таа потреба од сеопфатност и од кохерентност, едноставно има голема слика, постои, во која што може да уживате секако, меѓутоа може да уживате и гледајќи во засебните фрагменти, но кога ќе се доближите доволно блиску, ќе забележите дека постои нивна поврзаност. Така што не се засебни толку колку што наметнува антолошкиот пристап да функционираат, едноставно е омнибус кој што има нитки кои што се врзани помеѓу себе, тенки се, зависат за однесување на одредени ликови кои што се појавуваат, меѓутоа не е круцијално сите да ги знаете за да може да ја следите приказната, затоа и антолошкиот формат функционира во овој аспект, меѓутоа и тоа како е интригантно за тие што сакаат да навлезат подлабоко во проблематиката и шематската поставеност на сите овие ликови, ќе ги најдат и ќе им биде забавно да ги следат. Како што тоа нели American Horror Story го правеше во другиот дел на жанровските филмови, кој што, да, иако има 9 засебни сезони, таа има ликови кои што се меѓу себе на своевиден начин поврзани, со оглед на тоа што секоја сезона на Фарго актерите и актерките се менуваат комплетно од самата постава, така што може да се случи и некој лик, доколку се повторува да го глуми друг актер со оглед на тоа што е во друга периодизација и е во различна годишна возраст од таа што иницијално сме го запознали. Така што има уште една освежителна компонента во оваа поврзаност. Така што постои еден заемен универзум, ајде така да го наречеме, со случувањата во Фарго, во Северна Дакота. Една од епизодите дури од оваа сезона има снег, но не требаше долго време да се обои снежната покривка со крв, заради тоа што кога е Фарго во прашање, дефинитивно не може двете фамилии да се најдат на едниот трон кој што се наоѓа во Канзас, така што мора да настане дуел, како во сите добри вестерн филмови, во кој што еден од фамилиите мора да се ликвидира или едноставно да се откаже од потрагата по застанување на самиот трон. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение ќе слушаме композиции кои што ги создаде Джеф Русо, композиторот на самиот скор на оваа серија, имено кога е вестерно прашање, тука тој најдобро може да го долови на музички план потребите на оваа жанровска концепција. Меѓутоа во овој сегмент ќе ги слушнеме композициите кои ги најавуваат двете фамилии кои се круцијални за одвивањето на конфликтот во оваа сезона, односно по една композиција слушаме за фамилијата Кенон и за фамилијата Фада, како и самото отворање, односно запознавањето на фамилиите со една одлична 12-минутна композиција која што говори за проблемите на историографско рамниште кое што се случува во превласта за самиот трон. Така што уживајте со композициите на Джеф Русо со представување на фамилиите. За ово продолжение, како ќе преслушаме, да ви говорам и всушност кои се членовите на тие фамилии и зошто е настанат тој судир. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 26-тото издание на емисијата ТВ 103, кое што е посветено на ТВ серијата Фарго, односно на незината 4-та сезона, а во овој сегмент на емисијата ќе ви говорам за ликовите и актерите, актерките кои што ги глумат, така што има подделеност во контекст на тоа кој припаѓа на која фамилија и која има функцијата пред се да во самата фамилија, а и во рамките на оваа серија, која што е предводена од страна на Крис Рок, кој што го знаеме од Сарджент Билко, од New Jack City, од Dogma, од The Longest Yard, како што веќе ви напоменав во почетокот на емисијата, тој ќе глуми и во новото продолжение на Пила, односно Spiral. Тој во серијата глуми Лој Кенон, тој е лидерот на афроамериканскиот криминалистички синдикат Canon Limited, кој исто така е и бизнисмен кој се обидува да ја реализира неговата идеја за кредитната картичка, меѓутоа да ја наметне да ја користат и белците, не само да биде задржана на концептот на
афроамериканците со оглед на тоа што сака да има превласт во контекст на тие микрозаеми кои што тој планира да ги прави, односно и не е само физичката превласт, туку и економската превласт во негов план. Крис е според мене потполно несоодветен за улогата која што е избран, затоа што сме навикнати нели да го гледаме еден Дензел Вашингтон или еден Форест Уитакер како шефови на мафијашки кружоци кои што умеат да внесат страв во коските само со своето присуство, а не кога ќе биде засилено од нивната френетична глума. Кај Крисија нема таа застрашувачка представителност, што па од една страна е и во функција на неговата болна амбиција за добивање на моќ и пред се превласт, по сметка нели на фамилијата, но тоа нема да биде далеку од неговиот хюбрис, односно затоа што ќе создаде зародиш на одмазди за кои и тоа како самиот лик не е свесен. Така што влегува во игра со големи зверки, а дискутабилно е колку има доволно муниција за да истурка до крај работата и колку па ја има поддршката од најблиските за да биде заштитен од страна на евентуални одмазди. Така што влегува во лавовското гнездо и неговиот противник, односно италијанската мафија, има голема и длабока традиција во контекстот почетокот од Коза Ностра воопшто од Италија, со нивното преселување во Америка има бесконечен број на ресурси и пред се влијание во контекст на властите со оглед на тоа што знаат дека полицајци може да си подкупат кога сакаат. Така што извршната власт е во нивните раце и едноставно се бори со невидлив непријател буквално и за пофалба е неговата смелост како влегува да се пресметува со непријател, меѓутоа дискутабилно е колку може да издвои таа борба. Во серијата еден од најдивите карти која што може да биде доделена во оваа партија има Джеси Бакли, која што ја знаеме од I'm Thinking of Ending Things, од ТВ серијата Војна и мир, потоа глумеше исто така и во Табу ТВ серијата и во филмовите Beast, Wild Rose, како и Људмила од Чернобил, и глумеше во Judy и Misbehavior. Ќе ја забележиме и во предстојните The Lost Daughter и Cotton Nail. Таа во серијата ја глуми Ориета Мейфлауер, мистериозна сестра која што доаѓа од Минесота во Канзас. Минесота е местноста која што е значајна за самата серија Фарго од претходните сезони. Меѓутоа Ориета глуми ангел на смртта, односно докторка која што милосрдно ги убива возрастните пациенти кои што се во постојана болка во болниците во која што работи. И тоа незината врвна социопатија ја доведува Джеси да изведе неколку одлични гестови кои што сведочат нели за оддалеченоста од разумот и пред се и фасцинацијата и уживањето во убивањето. Со оглед на тоа што има шкаф полн со потсетници и талисмани од жртвите покрај огромните дози нели на украдени опијати од болниците. Мене ми беше најомилен лик на серијата, односно самиот Джокер која што ја поседува оваа серија, дури и неколку аналогии може да се направат со овој лик на DC и со ликот на Джеси Бакли, која што подалеку се наоѓа од разумот, толку по авангардна е нејзината актерска игра, прекрасно освежување кое што воспоставува дисбаланс помеѓу конфликтот кој што постои помеѓу мафијашите, со оглед на тоа што таа ќе биде една од виновничките за убивање на шефот на италијанската мафија. Мислам, тој ќе заврши во нејзини раце, така што тоа говори многу за нејзината семоќност во контекст на оваа серија која што сите ќе ја подцената, тој што ќе ја подцени скапо ќе ја плати. Покрај неа во серијата глуми и Джейсон Шварцман, него го знаеме од најчесто глуми во филмовите на Вес Андерсон, го имаме во Рашмор, во Слекерс глуми, во Спун, во Симон, во Мари Антуанет, во Moonrise Kingdom и ќе го забележиме во филмот The French Dispatch, кој што се уште нема широка дистрибуција. Тој го глуми Джосто Фада, кој го запознаваме како еден од синовите на шефот на мафијата од Сардинија, фамилијата Фада, кој станува лидер на фамилијата по смртта на
неговиот татко, кој исто така, како и Крис, не е физички наметлив за позицијата, но е импулсивен и ја има истата потреба од валоризација и моќ која што ја чувствува и Лој, затоа се наоѓаат во идентична незавидна ситуација, иако сакаат и двајцата со што е можно помалку мртви тела да ја задржат власта, меѓутоа тоа има и проблеми во самата структура на неговата фамилија, така што е во постојан судир со неговиот брат, кој што глуми Салваторе Еспозито, кој го знаеме од Такси 5 од ТВ серијата Гомора, тој ја глуми Гаетано Фада. За разлика од Џосто, Гаетано е насилниот и бескрупулозен црнокошулјаш кој што доаѓа од Италија да ја зацврсти власта на фамилијата Фада, крупен и непресметлив брат, за кој има и куршум на кој е испишано неговото име, само што и самиот ќе си го испука во главата, што е еден крајно фарговски чин во кој што ние го забележуваме. Во серијата глуми и Бен Уишо, кој го знаеме од Personal History of David Copperfield, од Little Joe, од The Danish Girl, од The Zero Theorem, Cloud Atlas, Stoned, Perfume, A Story of a Murderer и I'm Not There. Одлични филмски остварувања има за себе. Тој ја глуми Патрик Раби Мълиган, едно од децата кои што завршиле во размената на мафијашите, Ирец, кој го има убиено својот насилен татко, кој е составен дел од фамилијата Фада, значи од италијанците, неприфатен пред се доселеник помеѓу доселениците, кој треба да се грижи за синот на Лој. Джек Хјустон, кој што го знаеме од Антебелум, од The Irishman, од Мистер Мерцедес, од Hail Caesar, од Boardwalk Empire, го глуми Одис Уеф. Уште една непресметлива карта во Шпилот, полицаец кој што има PTSD, тикови од Втората светска војна, кој што си ги носи со себе, од траумите, кој што соработува со италијанската мафија, која па мака си мачи да излезе на крај со полицаецот од Јута, односно мормонот кој што гризе моркови, кој што и на самиот Одис Уеф му представува проблеми, со оглед на тоа што Одис е длабоко инволвиран и подплатен на страна на италијанската мафија, а неговиот колега од Јута се обидува да стави крај на корупцијата. Одис е длабоко навлечен и во неа. Во фамилијата Смотни, тоа е фамилијата која што раководи со погребалниот дом, членуваат Емири Кричфилд, односно станува збор за актерка од The Kicks и Vacation, таа ја глуми Етелрида Прл Смътни, односно стана збор за интелигентна и бунтовна афроамериканска тинејџерка која е нараторка на серијата и ја споделува пред се историјата која не е напишана од белец во незиниот есеј, која мора да оди низ заден влез во незиниот дом поради расната сегрегација, но од еден од синовите на мафијашите подучен дека треба да слуша Чарли Паркер, а не само да се подпира на Армстронг и строгата форма и јаснотија на изразот, дури имаме и една джез конотација во самата серија, меѓутоа таа е една од интелигентните женски ликови кои што на интригантен начин успеваат да успостават баланс и да ја спасат својата фамилија од долговите кои што има од мафијашката структура предводена од Крис Рок. Ендру Бърд е всушност музичар кој што глуми во кратки филмови, тој го во оваа серија глуми Турман Смътни, односно незиниот татко, таткото на Етелрида, кој што го води бизнисот за погребалниот дом, кој што е белец, и за контрадикцијата да биде поголема, Енджи Уајт, која што ја знаеме од Hope Springs Eternal, ја глуми Дебрел Смътни, односно заштитничката и строгата мајка на Етелрида, која што е наспроти самиот Ендру е афроамериканка, така што тука има уште еден кршење на стереотипот за ова семејство во 50-тите години. А во Canon Limited, односно во корпорацијата на афроамериканците, учествуваат и Джереми Харис, кој што знаеме од Vampires vs. Bronx, од Legion и од Параја, кој тој глуми Леон Битл, млад, брзоплет и амбициозен член на оваа корпорација. Потоа имаме Метју Елам, кој што има кратки филмови за себе, тој го глуми Лимуел Канон, кој што е најстариот син на Лој, и Кори Хендрикс, го знаеме од Шира, тој го глуми Оми Спаркман, поранешен боксер и член на Canon Limited,
И да не ги забораваме тука Джеймс Винсент Мередит, кој што глуми во Widows, во Princess Seed и во Prison Break. Тој го глуми Опал Рекли, член исто така на Canon Limited, и тука се појавува одличниот Глен Турман, кој го знаеме од Ma Rainey's Black Bottom, од актуелниот филм, потоа ТВ серијата Мистер Мерцедес и филмот Супер 8. Тој го глуми доктор Сенатор, мојот најомилен лик од фамилијата, советникот во Canon Limited, кој многу ми е мака што прерано заврши неговата арка, а наспроти нив во фамилијата Фада членуваат Франциско Акуароли, кој што го знаеме од филмот Догман, потоа глумеше во Пасолини и во My Mother, тој е Ебал Виоленте, како што сугерира неговото презиме, насилен човек кој е советник на фамилијата Фада, и Гаетано Бруно, кој глуми во Мартин Еден, во Double Hour, тој глуми Констант Каламита, платен убиец од фамилијата Фада. Меѓутоа, да не ги заборавиме и Стивен Спенсер, кој што глуми во Public Enemies и доста кратки филмови. Тој го глуми докторот Дейвид Харовард, кој е шеф на приватната болница во Канзас Сити, полн со предрасуди, со кој што ќе се пресмета на најдобар можен начин, колку што знае и уме ангелот на смртта. И исто така во серијата глуми Керен Алдридж, која што знаеме од The Dilemma. Таја глуми Зелмер Рулет. Таа е сестрата на Дибрил, ограбувачка на банки, одметничка, која што оперира заедно со незината љубовничка, Свони Крепс. Не бара се Бони и Бони, односно криминалци излезени од некаков си вестерн филм, залутани во Канзас, кои што си имаат своја агенда да ја воспостават надвор од законот, се разбира. И да не заборавиме уште еден луд лик, тоа е Тимоти Олифант, кој го знаеме од Scream 2, Go, No Vacancy, Rockstar, Dreamcatcher, The Crazies, Deadwood, Mother's Day, Snowden, A Perfect Getaway, Santa Clarita Diet, Once Upon a Time in Hollywood. Тој го глуми Дик Дефи Уиквер, односно Мормон, кој е американски маршал, кого истрагата го доведува во Канзас и дополнително ја комплицира пред се дисбалансираната хиерархија на криминалното подземје со неговите сведогледи и морковите кои што ги има секогаш на дофат за грицкање. Тој е проблем и за полицијата, тој е проблем и за афроамериканците, проблем е и за италијанците, и за секаков криминален чин и подвиг во самиот Канзас против кој што тој се бори, а при тоа и за самите бегалки, односно одметничките кои што сакат да ги уапси. Огромен број на алегории има во оваа серија, параболи и елипси кои што се спроведени во елаборативните говори на ликовите, кои посечуваат не само за стратешките тактики на големите воени раководители, туку и за преекспонирањето на расните компоненти кои наместо да останат суптилно потенцирани во подтекстот, тие се громогласно искажени од ликовите за секој да ги согледа и буквално да нема сомнеш во расната неправда во американскиот југ, но сепак се одлично концепирани и пренесени. Така што ова е прегледот на ликовите кои се во носечките функции. Има огромен број на ликови како двигатели на чинодействието. Многу е дисперзиран спектрумот, така што е лесен за следење затоа што се има диференцијација помеѓу нив. Меѓутоа има премногу и секој додека ја воспостави својата арка, забележувате кои се веќе причинителите зашто е толкова долга што оваа серија. Мислам 25 мислам дека има носечки улоги кои што во каква и да е итерација знае да биде проблематична за контролирање. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, имено во продолжение слушаме The Spanish Italian и Crime, композиции на Джеф Русо и се враќам во да ви говорам за одредени спецификации кои што ги поседува Фарго. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 26-то издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата Фарго, конкретно за незината 4-та сезона, во која што самиот последен сегмент на емисијата ќе ви ги посочам неколкуте спецификации кои што ја красат оваа серија, имено нема најава дополнително елаборирана од неколку минути, меѓутоа има тајтл карта со името низ која што се поминува со помош на анимација. Плакатите за Фарго ми се секогаш забавни. Имено оваа сезона имаше конзерви на плакатот за сезоната на кој е испишано името на серијата.
и се прободени од истрели на куршуми со тоа што можеме да забележиме дека тече крв од нив. Така што поевокативни се самите плакати отколку што имаше воопшто најава за оваа сезона, со оглед на тоа што е антолошка, секоја сезона е парче за себе. Дискутабилно е колку може да се има една унифицитарна најава за сите сезони, меѓутоа интересно би било доколку некаква анимација би се направила и со самите плакати кои што имаат, заради тоа што тоа понекогаш е и доволно со оглед тоа што се доста креативни за прикажување на лудостите кои што се кријат во оваа серија. Режисерите на сезоната се секако самиот продуцент Ноа Хаули, кој што ги режира првите 2 епизоди за воспоставување на препознатливиот чуден бизарен тон на серијата со голема доза на крвопролевање. Потоа доаѓа различни режисери и режисерка кои што снимаат по 2 епизоди, таков е случајот со Дирбла Уолш, кој знаеме од Penny Dreadful и Punisher, дури и кинематограферот Дейна Гонзалес, кој што го режираше Гринленд и останати акциони филмови, снима неколку епизоди, како и епизоди се разбира од сериите Chambers и Legion. Потоа Силвейн Уайт, режисерот на Slenderman и сериите The Umbrella Academy Amazing Stories, снима 2 епизоди и не може серијата без епизода на Майкл Апердал, се разбира, човекот кој што стои зад American Horror Story, Ratchet, Castle Rock и Legion, а финалето на серијата го снима Дейна. Во поглед на музиката која што имате можност да слушате во текот на оваа емисија, таа е на Джеф Русо, кој што со своите оркестрации не заборава да им даде елементи кои сме навикнати да ги слушаме во вестерн филмовите, односно таговни труби и останати дувачки инструменти, раштимани пијана од салун, во комбинаторика со напнати гудачки свити за подгревање на тензијата и се разбира елегични елементи доловени на виолини, со неколку итерации на насловната тема, колку што можете да слушнете. Тој има претходно работено на музиката за минатата година на Utopia, Warrior Nun и Brave New World, а претходно работеше на ТВ сериите For All Mankind, The Umbrella Academy. Слушаме неговата музика од Altered Carbon на ова радио и секако ја работеше музиката на Legion. Поглед на сценографијата, знае да биде обсежна, заради тоа што треба да се оживее пред се комплетен град, кај што има престрелки не само во улиците, туку и во магазини и најразлични домови на ликовите, така што потребно е Чикаго да се врати едно 70 години наназад во времето, што сметам дека е ефективно постигнато. Поглед на фотографијата и кадрирањето, Дейна Гонзалес, Петер Концал, Паула Хуидобро, Гонзало Амат, па дури и Ерик Месершмит, односно човекот кој што го сними Манк, фотографира една од епизодите, се користи екстерно светло од прозорците преку ден, а навечер се користат дополнително ламбите во интериерите за издвојување на ликовите од продукцијскиот дизајн, така што има една интересна игра со светлата и со сенките во интериерите, а во контекст на екстериерите има што е можно побогати сцени каде што има физички судир помеѓу самите мафии. Поглед на монтажата, Риджис Кимбал, Къртис Тарбер, Деби Гермино и Джордан Голдман монтираат неколку од епизодите кои го задржуваат вниманието на гледачот, но морам да напоменам дека 11 епизоди се премногу за која и да е серија. Знам дека има премногу ликови, на сите им треба пред се време и простор, што знае да ја раздводни серијата и да нема конзистентност, но таков бил изворот кој го направиле за оваа сезона, сами си имаат затворено во ќошот, расплинувајќи го дејствието, кое не може монтажата комплетно да го спаси, нели. Поглед на костимографијата и шминката се оживува ерата на 50-тите, што значи дека облеката треба да се одвестува не само на мафијашките кружоци и нивните костуми, туку и на самото семејство Смути, така што имаме најразлични функции кои што ги имаат ликовите во оваа серија, во која што сите треба да бидат
прикладно облечени и достојно се разбира. Во поглед на природното има појавление на дух кој што демне во погребалниот дом на фамилијата, кој во последните кадри се одразува на рефлексијата на ликот кој што глуми Джеси Бакли. Поглед на хуморот и на еротиката. Хумор има во поголема мера и тоа е апсурден и сувопарен, како што нели доликува на серијата Фарго. Најчесто се содржи во непредвидливи досетки, но има и физички хумор со случајното самоубиство, например, на еден од мафијашите. Мора да има барем една карикатурална, гротескна и непредвидлива ситуација, тука ги има неколку, и не би бил Фарго, нели, тоа што е спротивно. Експлицитна еротика нема, иако има сексуални сцени, колку и да може така да се наречат, кои допираат повеќе до садомазохизмот и територијата пред се во овие рамки на перверзно самозадоволување или задоволување на партнерот меѓу Джейсон и Джеси. Поглед на ефектите има практични скуивови кои што експлодираат при стрелите и клика на крв и заедно се вкомпонирани, како и прекрасен влез со наденување со раката од страна на сечило, од страна на мафијашите кои што влегуваат во еден од магазините. Во контекст на употреба на флешбек, slow motion или халуцинација, има навраќање во минатото, како што биле нели третирани претходните фамилии кои имале власта. Има успорен од на громогласната музика на нас на која што се движи Крис Рок и ликот на Бакли сигурен сум дека има во главата халуцинации, но не се манифестираат надвор од неа се до самиот крај. Во поглед на се разбира го имаат истото и незините жртви кои што не гледаме со point of view како ја губат свеста. Поглед на жанрот, тука веќе имаме превиткување на жанровите во оваа легура, кај што доминантна е нели криминалистиката, помешана со црн хумор, зачинет со хорор елементи, но никој не може да порекне дека Фарго представува еден вестерн под снежна покривка, што само од овој див запад станува се поочигледно и поочигледно со секоја нова сезона. Поглед на стилизираниот јазик се користи американски со јужначки нагласок кај некои од ликовите, како што италијанците нели користат свој нагласок, но и имаат говор на италијански помеѓу себе мафијашите, како што и афроамериканците нели си имаат свој нагласок во своите гружоци и изговор на англискиот јазик. Во поглед на недостатоците, веќе напоменав за пренагласената расна нетолеранција, која дури се рефлектира и на самиот говор и сентенците, како и на преголемиот број на епизоди, што се должи на развлеченото дејствие. Кастингот на шефовите на мафиите од една страна е физички несоодветен, но затоа ги прави да бидат лесни мети на нивните непријатели. Би сакал повеќе да се разработуваат демоните од минатото и да се изиграат хорор тропите повешто, како и бурлесните ситуации во кои што се прска со крв во почетокот, кои што малку по малку секнуваат постепено кон крајот, наместо да води кон една крвава експлозија. Во поглед на континуитетот на епизодите, серијата е предолга, 8 епизоди ќе ја завршеа работата, не дека не е интересно сето тоа што го гледаме во нив. Не ме сваѓајте погрешно, ужива во секоја епизода, не го загуби вниманието, едноставно има премногу материјал, премногу ликови кои што се згуснати за времето кое што е на располагање, а во контекст на градењето на ликовите, со оглед на тоа што има голем број на главни ликови, се посветува внимание за нивното делкање и ставање на нозе, но бидејќи се 20 и имаат поголем простор за доработка, не се само статисти, туку си имаат своја арка, умее да се пренатрупа действието, но барем се јасно дефинирани и издвоени еден од друг и ќе ви останат во паметење. Поглед на интертекстуалноста и адаптацијата, појавувањето на железната кредитна картичка беше забавен феномен од реалноста, но секоја епизода почнува со вовед за зачувување и именување на имињата на вистинските луѓе, така што не се случува наставно во Фарго, со доглед на тоа што не е ситуиран таму, го далечува конкретно од филмот, но бизарностите и непредвидливите ситуации од него ги има и тука, но има и една отворена игра со историографијата, која што често се менува во текот на самата серија. Во поглед на атмосферата знае да биде тензична, иако воспоставена е веќе мелодрамата на фамилиите, гредливоста е на ниво поради постојаното умирање на
пресметките на ликовите и секако дека е убедителна изведбата на ликовите, освен уште наш потенцирам на кастингот кој што е направен во контекст на водачите, предводниците на фамилиите кои што не би се одвестувале на таа дадена функција. Меѓутоа ете, интересно е да се погледне како тие ќе се справуваат со физичките недостатоци на избраноста на позицијата. Поглед на епилогот задоволителен според мене, поглед на завршувањето на различните чинодействија во еден наративен чвор каде што се заврзуваат, кај што повеќе ликови мора да умрат за да се комплетира нивната арка, но секој од нив преживува за да се поврзе со останатите сезони, каков што е случајот со синот на Лој и не е таков е случајот со неговиот татко и останатите ликови кои што се соочуваат со последиците на нивните одлуки. Во поглед на еволуцијата, јас сум убеден дека Фарго е една од ретките ТВ серии кои максимално го употребува концептот на антолошкиот формат, кај што секоја од засебните сезони содржи вистински и високи квалитети, нуди сосема различни ликови кои се солидно изградени, со дистинкција помеѓу нив, кои водени од алчност завршуваат изгорени од доближувањето до сонцето. Со други зборови, не гледам драстичен пад во квалитетот, затоа што ја потврдувам оценката од 9 од 10 и за оваа сезона, доколку започнам да потфрлаат драстично во некој од квалитативните чинители, ќе започнам да ја намалувам. Меѓутоа, додека има добра причина зошто ги снимаат епизодите, ќе биде толку високо рангирана серијата од моја страна. Од поглед на продолжението, со оглед на тоа што е антолошка серија, верувам дека ќе има бесконечно многу приказни за доловување на меѓусебните односи на овие контрадикторни ликови од различни периодизации со воспоставување на меѓусебни паралели помеѓу нив, така што со задоволство би гледал нови сезони на Фарго со помалку ликови по можности епизоди, а по-конзистентни ако може, нели, ако веќе јас имам некакво право да бирам. За крајот на емисијата ќе слушнеме уште неколку композиции кои што ги одработи Джеф Русо, уште една итерација на главната тема, овој пат на ќе слушнеме на дувачки инструменти и секако ќе завршиме со Америка the Beautiful како една фасцинација со иронијата со која што секојдневно се соочуваат ликовите да се испоубијат на ова мало парче земја. Наместо да уживаат и да научат нешто од нивните искуства животни кои што доаѓаат од различна провениенција, тие одлучуваат меѓу себе да ги користат едни против други. Така што не знам колку ја научиле лекцијата од различностите или едноставно продолжуваат да се прогонуваат за сето тоа што тие сега всушност сите ни сите настече една иста крвта, има една иста боја која што во Фарго и тоа како знае да излезе надвор од човечките тела и да заврши на снежната покривка. Вие го слушавте 26-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав погодностите и недостатоците на четвртата сезона на Фарго. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.